Руски генерал утринава е убиен во експлозија на автомобил бомба во Москва. Започнуваат вести на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Американски државјанин со потекло од Нигерија е осомничен за напад врз македонски полицаец и нелегално поседување оружје, откако бил уапсен пред ноќен клуб во Скопскиот градски парк. Инцидентот се случил вчера во раните утрински часови, кога полицаец се обидел да го легитимира осомничениот. Наместо да постапи по наредбата, тој физички го нападнал службеното лице и со удари со тупаници му нанел телесни повреди. По интервенцијата осомничениот бил совладан, а при претрес кај него бил пронајден полуавтоматски пиштол Глок калибар 9 мм, заедно со две рамки со по 30 куршуми. По утврдување дека престојувал во хостел во Скопје, по наредба на јавен обвинител бил извршен претрес и во собата. Таму според обвинителството било пронајдено поголемо количество оружје и муниција. Основното јавно обвинителство Скопје против осомничениот поведе истражна постапка за неовластено држење и тргување со оружје и експлозивни материи, како и за напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста. До судијата на претходна постапка е доставен предлог за определување мерка притвор поради опасност од бегство. Советот на јавни обвинители денеска треба да одржи седница за определување вршител на должноста државен јавен обвинител на местото на Љупчо Куцевски, кој си поднесе оставка, откако мината неделната седница на чиј дневен ред беше ставен изборот на заменик на Куцевски до избор на нов државен јавен обвинител беше одложена поради отсуство на еден од членовите на Советот. Државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски минатата недела на 17 декември си поднесе неотповиклива оставка. Денеска ќе се заседава економско-социјалниот совет во присуство на премиерот Христијан Мицкоски. На седницата се очекува да стане збор за минималната плата, пресметката на потрошувачката кошничка, почитувањето и потребата од унапредување на колективните договори во јавниот и приватниот сектор, исплатата на додатоците од плата и останатите регулативи од областа. За износот на минималната плата, представници на владата во неколку наврати порачаа дека ќе се согласат со решение што ќе го договорат синдикатите и работодавачите, додека бизнис секторот се надева дека ќе има олеснувања во делот на придонесите за сметка на зголемувањето на минималната плата. Зголемување на минималната плата бараат од Сојузот на синдикати на Македонија, а како аргументи ги посочуваат зголемените трошоци на живот. Од Конфедерацијата на слободни синдикати пак очекуваат на СС да се разговара и за прашањата поврзани со додатоците на плата во јавниот сектор, кои велат со години останаа на исто ниво. Од Сојузот на синдикати на Македонија реагираа дека во најавата за оваа седница на дневниот ред ја нема точката за зголемување на минималната плата. Тие излегоа со барање за покачување на минималната плата на 600 евра. Во изјава за телевизија Телма, подпредседателот на ССМ Иван Пешевски рече дека доколку оваа точка не биде ставена на агендата на СС, ќе бидат организирани протести и штрајкови. Македонија е на трето место во Европа по бројот на фемициди, односно убиства на жени од нивните интимни партнери. Ова го покажуваат податоците за 2023 година на Генералниот директорат на Европската комисија, задолжен за обезбедување на Европската унија со статистички податоци на европското ниво Евростат за бројот на фемициди во земјите членки и земјите кандидати за членство. Македонија се наоѓа на трето место зад Латвија и Литванија. Во Македонија во 2023 година на 1 милион жители пријавени се 6 фемициди. Зад нас се Босна Херцеговина со 5 фемициди, па Австрија, Велика Британија и Украина со 4 убиства на 1 милион жители. Во Малта нема ниту еден фемицид. Двајца државјани на Македонија, маж и жена од албанско потекло, загинаа вчера во тешка сообраќајна несреќа што се случи на автопатот Белград-Ниш кај клучката Умчари. Несреќата се случила кога патничко возило Сеат со германски регистарски таблички излетало од патот. Според неофицијални информации, возачот изгубил контрола над возилото, удрил во заштитна ограда и сообраќаен знак, пошто автомобилот завршил надвор од коловозот. Како можна причина за трагедијата, според српските медиуми се споменува замор кај возачот и не се исклучува можноста тој да заспал зад воланот.
Тимот за спасување на планина, како дел од тимот за одговор при катастрофи на Црвениот крст на град Скопје, денеска ќе организира показна вежба на клиниката за детски болести при клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Настанот ќе се одржи по 8 пат под наслов "Да подариме насмевка", каде членовите на тимот ќе бидат маскирани во костими на омилените суперхерои од цртаните филмови. Ќе се спуштаат по јаже од хеликоптери, ќе делат подароци на хоспитализираните деца на клиниката. Целта на акцијата е, како што наведуваат од Црвениот крст, да се даде поддршка на децата храбро да ги поминуваат деновите на клиниката и да се справуваат со предизвиците за време на нивниот престој. Вежбата оваа година се реализира во соработка со Министерството за внатрешни работи и хеликоптерската единица. По неколкудневните блокади и протести, земјоделците во Грција донесоа одлука да ги отворат граничните премини за време на божикните и новогодишните празници. Со оваа одлука ќе се овозможи непречен проток на патници и стока за Божик и Нова година, што е особено значајно за граѓаните и транспортниот сектор. Според информациите од грчките медиуми, земјоделците привремено се откажале од блокадите со цел да не се создава дополнителен притисок и проблеми во периодот на зголемена празнична фреквенција. Тие најавуваат дека протестите не се целосно прекинати и дека повторно би можеле да продолжат по завршувањето на празниците, доколку нивните барања не бидат исполнети. Европските аеродроми влегуваат во најчувствителниот дел од зимската сезона со предупредување што ретко се случува во ваква форма. Системот што треба да ја модернизира граничната контрола веќе создава сериозен хаос. Патници од земји надвор од Европската унија чекаат и по 3 часа само за да ја поминат пасошката контрола. Аеродромските власти стравуваат дека најлошото допрва доаѓа. Причината е постепеното воведување на новиот европски систем за влез и излез, кој од октомври почна да се применува на дел од патниците што не се државјани на ЕУ. Наместо класичен печат во пасош, системот бара собирање биометриски податоци, отпечатоци од прсти и фотографија, уште при првото влегување во Унијата. Иако идејата е дигитално следење на престојот и поголема безбедност, практиката покажува дека инфраструктурата и персоналот не се подготвени за ваков обем на работа. Уште вести од светот. Соединетите Американски држави и Украина водеа разговори со и без европски представници за начините за завршување на војната во Украина за време на 3-дневните преговори во Флорида. Дискусиите меѓу украинските и американските преговарачи опфатија мултилатерални и безбедносни граници, како и американски безбедносни гаранции, напиша специјалниот пратеник на САД Стив Виктов и главниот украински преговарач Рустем Умеров во идентични објави на X. Тие рекоа дека во разговорите станало збори за понатамошен развој на плановите за економско закрепнување на Украина, додека земјата продолжува да се брани од руската инвазија. Израел одобри изградба на нови 19 населби на окупираниот Западен брег. Одлуката доаѓа неколку дена откако Обединетите нации соопштија дека проширувањето на израелските населби на окупираниот Западен брег, кое се смета за нелегално според меѓународното право, достигна рекордно високо ниво од 2017 година. Целта, како што вели Израел, е да се спречи формирање на палестинска држава. Според нив, со оваа одлука вкупниот број на населби одобрени во изминатите 3 години достигнува 69. Нигериските власти соопштија дека 130 деца киднапирани од католичко училиште минатиот месец се на слобода. Портпаролот на нигерискиот претседател изјави дека ниту еден од 303 ученици од католичкото училиште Света Марија во државата Нигер, киднапирани на 21 ноември, веќе не се во заробеништво. Според медиумските извештаи, децата биле ослободени уште во петокот, но проблеми со транспортот го одложиле нивното пристигнување. Извештаите наведуваат дека децата биле ослободени во регионот Боргу, оддалечена тешко достапна област. Децата биле киднапирани на 21 ноември. Во тоа време биле киднапирани 303 деца и 12 наставници од католичкото училиште Света Марија во заедницата Папири. Мнозинството од киднапираните беа ученици од основното училиште на возраст под 12 години. Според родителите, меѓу однесените деца имало и 5-годишници. Во
Во 13 мали пловила, вкупно 803 мигранти во саботата го преминале каналот Ла-Манш од Франција кон Велика Британија, покажуваат најновите податоци на британското министерство за внатрешни работи. Ова е рекорден број за еден ден во декември во последните години и ја зголемува годишната бројка на над 41.000 лице. Се смета дека причината за тоа се 28 дена силни ветрови кои неодамна го отежнувале патувањето со мали пловила, поради што многу нелегални мигранти биле задржани и чекале поволни услови за премин. Британската влада соопшти дека вратила 50.000 лица кои пристигнале нелегално, но не прецизираше за кој временски период станува збор. Главниот сребрар во Елисејската палата е уапсен под сомнение за кражба на вредни садови и порцелан, а потоа обид за продажба преку интернет. Тоа е едно од тројцата лица уапсени во скандалот што ја потресе официјалната резиденција на францускиот претседател, при што украдените предмети се проценуваат на вредност од 40.000 евра, објавува Guardian. Истражителите минатата недела уапсија еден маж и двајца соучесници. Властите беа известени за исчезнувањето на предметите, од кои некои се сметаат за национално богатство, од страна на главниот инспектор на палатата. Повеќето од парчињата доаѓаат од познатата париска фабрика за порцелан Север, која е во сопственост на државата од 1759 година. Истрагата беше покрената откако вработените во фабриката препознаа некои од исчезнатите предмети на онлайн аукциски страници како што е Vinted. Улиците во центарот на унгарската престолнина викендов беа исполнети со празничен дух за време на необичен настан, трка на полуголи дедомразовци. Десетици учесници облечени во црвени костими и покрај ниските температури трчаа со цел да ги насмеат минувачите и да ја подигнат свеста за работата на хуманитарните организации. Покрај трчањето, настанот беше збогатен со пеење, танцување и вежбање. Организаторите истакнаа дека ваквите активности, освен забава, имаат и важна општествена порака. Учесниците посочија дека студот не им представувал проблем, бидејќи постојаното движење и заедничката енергија создале топла и весела атмосфера. Настанот е инспириран од слична трка во Бостон, но со додадени локални елементи, со што прераснува во препознатлива празнична традиција во Будимпешта. И за крај на овие вести, временска прогноза. Од утре попладне, дожд и снег. Доаѓаат студени и врнежливи денови. Под влијание на серија влажни воздушни бранови од Медитеранот во комбинација со продор на поладен воздух од север. Од утре попладне, вторник и во следните денови времето во Македонија ќе биде претежно облачно и релативно ладно со повремени локални врнежи од дожд, кои повремено ќе бидат пообилни. На планините над 1300 метри надморска височина врнежите од дожд ќе преминуваат и во врнежи од снег и се очекува да се формира снежна покривка. Гледавте вести на Слободен печат, ви благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт.